Во новото издание на DigiPlus се за новата генерација AI модели на Мета. YouTube со нова музичка функција Radio. Летачко електрично возило успешно тестирано во градски услови. Ве водиме во Анкор за сите детали околу правилен избор на монитор. Вие представуваме InZoe, новата игра што нуди живот во виртуелна симулација. Гледајте недоставниот крај. Време, добро дојдовте во новото издание на DigiPlus со најинтересните и најновите диги информации и иновации за оваа недела. Со оглед на тоа дека временски сме ограничени, се потрудивме и овој пат да издвоиме најразлични содржини за сите генерации, па верувам дека ќе уживате во се она што го подготвивме за вас. Почнуваме со новитетите во вештачката интелигенција. Овој пат се задржуваме на Мета, која представи најновата генерација на големи јазични модели Llama 4. Со 3 различни верзии, овие мокни алатки ветуваат револуција во обработката на текст, звук и слика. Целта е вештачката интелигенција да стане уште попрецизна и подостапна за корисниците широм светот. Како Мета се позиционира во големата AI трка, гледаме во прилогот. Американската технолошка компанија Мета продолжува да турка границата на вештачката интелигенција со најновото достигнување, генерацијата Llama 4, која ветува значително подобрување во перформансите и можностите на AI системите. Новата серија на јазични модели се состои од 3 различни верзии: Llama 4 Scout, Llama 4 Maverick и Llama 4 Behemoth. Секој од овие модели е дизајниран да одговори на специфични потреби со напредни способности за разбирање на јазикот, подобрена обработка на податоци и проширени мултимедијални функции. Тоа значи дека моделите не само што можат да прецизираат текстуални податоци, туку се способни да ракуваат и со визуелни и аудио информации, отварајќи пат за употреба во многу поширок спектар на апликации, од деловни алатки за анализа и автоматизација до креативни платформи за создавање содржини и интерактивни кориснички искуства. Llama 4 серијата ветува да ја направи вештачката интелигенција попристапна и попрецизна за корисниците широм светот. Од Мета потенцираат дека овие модели се резултат на години истражување и тестирање, со фокус на ефикасноста, стабилноста и одговорната употреба на AI. Во моментот кога битката меѓу технолошките гиганти за доминација во областа на вештачката интелигенција станува се поинтензивна, Мета со Llama 4 директно се позиционира како сериозен конкурент на водечките компании во ова поле. Дополнително, компанијата најавува дека новите модели ќе бидат достапни и за развивачите, што овозможува побрзо интегрирање во најразлични решенија, од виртуелни асистенти до генеративни алатки за содржина. Очекувањата се дека Llama 4 ќе игра клучна улога во идните развој на дигиталните алатки и услуги, носејќи нова ера на интелигентните апликации кои ќе го трансформираат начинот на кој комуницираме, работиме и креираме. Продолжуваме на друга тема. YouTube ја лансира Radio, функција што креира бескрајни плейлисти персонализирани, се разбира, инспирирани од класичните радиостаници. Алгоритмите сами ја бараат музиката според вашиот вкус, без потреба за пребарување. Со ова YouTube сериозно ја засилува борбата за внимание на љубителите на музиката. Повеќе детали за новитетот гледаме токму сега. YouTube не запира со иновациите. Најновата функција наречена Радио има возможува на корисниците целосно нов начин на слушање музика, инспириран од класичните радиостаници, но воден од современи алгоритми. Технолошкиот гигант официјално објави дека новата функција е достапна за избрани корисници и постепено ќе се проширува на глобално ниво во наредните недели. Преку Radio, YouTube овозможува создавање на бескрајни персонализирани плейлисти кои функционираат како виртуелна радиостаница, внимателно креирана според вкусот на секој поединечен слушател. Главната предност на Radio е што не бара постојано пребарување или рачно додавање на песни. Штом корисникот одбере омилен изведувач, жар или песна,
алгоритмот на YouTube автоматски генерира список со препораки кои постојано се обновуваат, а секоја интеракција на слушателот, дали ќе лајкне, прескокне или сподели песна, дополнително го обликува идниот музички избор. Според експертите од индустријата, ова е јасен обид на YouTube да заземе посилна позиција на пазарот на стриминг музиката, каде што конкуренцијата е жестока. Spotify, Apple Music и Amazon Music веќе нудат слични функции за автоматско генерирање на музички плейлисти, но YouTube има една клучна предност – огромна база на видео и музички спотови кои го збогатуваат визуелното и звучното доживување на слушателите. Дополнително функцијата Radio е достапна и за корисниците на YouTube Music, каде што веќе постојат опции за персонализирани миксови, но со Radio се прави чекор понатаму, кон автоматизирано, флексибилно и секогаш свежо музичко искуство. Очекувањата се дека новата функција ќе привлече милиони нови корисници и ќе го зголеми времето кое луѓето го поминуваат на платформата. Сепак, како и со секоја нова функција, предизвиците остануваат. Од потребата за постојано усовршување на алгоритмите до лиценцирањето на правата за емитување музика на различни пазари ширум светот. Во однос на промоцијата, YouTube веќе започна со агресивна кампања преку социјалните мрежи и преку самата апликација, каде што на корисниците им се прикажуваат известувања за тестирање на новата функција. Се очекува и дополнително маркетинг активности, како што се соработки со познати музичари и инфлуенсери, за да се поттикне што поголема употреба на Radio. Без сомнеш, Radio представува важен чекор на YouTube во развојот на платформата како главна дестинација за музика. Иако успешно се интегрира во секојдневните навики на корисниците, може да стане еден од клучните адути на компанијата во трката за доминација на глобалниот музички пазар. Продолжуваме со уште една иновација. Американската компанија Alif Aeronautics направи историја со првиот јавен лет на електрично летачко возило во градски услови. Возилото успешно се движеше по патот, па потоа полета и безбедно слета, покажувајќи ги своите уникатни можности. Овој тест е важен чекор кон урбаната мобилност од иднината. Ајде заедно да видиме како изгледа пробниот лет. Во историски чекор на иднината на мобилноста, американската технолошка компанија Alif Aeronautics успешно го изведе првиот јавен тест на своето електрично летачко возило во урбано опкружување. Тестот привлече огромно внимание на глобално ниво. Се разликува од претходните демонстрации затоа што за прв пат вакво возило полета и слета во услови на градски сообраќај, а не на специјализирана писта. Возилото, кое во почетокот се движеше како обично електрично возило по асфалтен пат, потоа премина во вертикално полетување, покажувајќи ги своите уникатни способности за комбинирање на движење по земја и воздух. Успешното изведување на маневрите за полетување и слетување дополнително ја потврди стабилноста и безбедноста на технологијата. Тестот се одвиваше под строги безбедносни протоколи. Патот каде што се одржа демонстрацијата беше целосно затворен за јавноста. Немаше присуство на лица на патеката на летот, а беа преземени сите неопходни мерки за предпазливост за да се избегнат било какви инциденти. Официјалните лица од Aeronautics со задоволство потврдија дека тестот помина без никакви безбедносни проблеми. Со овој тест покажавме дека иднината на урбаниот транспорт е поблиску отколку што многумина мислат. Нашето возило е дизајнирано да одговори на предизвиците на современите метежи во градовите и да понуди алтернатива која комбинира практичност, одржливост и брзина, изјави од компанијата. Овој настан ги потикна шпекулациите дека Alif Aeronautics наскоро би можела да премине кон следната фаза – комерцијализација на своите возила за поширока употреба. Аналитичарите предупредуваат дека вакви иновации може радикално да ја трансформираат урбаната мобилност во следната деценија, особено во големите метрополи кои се соочуваат со хронични сообраќајни проблеми. Со вакви чекори напред, визијата за градови каде возилата слободно се движат и по земја и по воздух станува се пореална. Прашање е само кога ваквите возила ќе бидат достапни за секојдневните корисници, а според темпото со кое се развиваат технологиите, тоа може да се случи побрзо од очекуваното.
Неверојатно нема што, барем можеме да замислиме како би изгледало нашето патување со автомобил во блиска иднина. Сакаш летај, сакаш вози. А за да бидеме во тек со новитетите во компјутерската индустрија, и овој пат тука е Едо Адакоч, со чија помош денеска дознаваме за сите детали при избор на нов монитор и како правилно да направиме вистински избор. Кога веќе станува збор за избор на монитор, вие мора да знаете неколку основни работи. Нели, резолуција која што ви е потребна, дали е Full HD, 2K, 4K, веќе HD 720p монитори што ги викаат, веќе такви не се произведуваат. Ке сакате да знаете дали сакате да има голема херцажа, дали да биде брз мониторот, дали да биде класичен мониторот. Но покрај тоа, и каков панел има, она што можеме да го воочиме. Едно нешто што е многу важно за избор на монитор, секогаш и во секое време, и многу луѓе тоа го одбегнуваат како прашање или пак нешто тема на дискусија, а тоа е какви порти има на него. Често пати ќе купиме монитор само за да дознаеме дека ние сме немале HDMI порта слободна, или пак Display порт, или пак DVI, или пак Type-C. Type-C е многу интересен стандард кој што може да кој што допрва се имплементира и ќе служи за било каков универзален тип, како на пример од лаптоп да може да извадите преку Type-C, односно истиот кабел со кој што го полните вие вашиот телефон, за да може само да го поврзете со монитор. Замислете, еден кабел за се. И тоа многу луѓе го занемаруваат и не го гледаат како детај. Ќе кажат, окей, ајде, ќе се снајдеме, ќе дадеме некој конвертор или слично. Но тоа многу диктира цената пак на мониторот и портите и неговите можности со како што он може да се врзе. Така да покрај сликата, дали некој ќе има порозева варијанта на слика, потемна, дали е OLED каде што има вистински црни бои, дали е со LCD од осветлување, односно LED што го викаат. Тоа е истото, само што има LED диоди наместо катодни цевки позадина за осветлување. Тоа секако може да го одлучите на лице место, но на кое што би требале да секако да не прашате нас како дел од IT специализирањето, е тоа што какви порти има овој монитор и како може да се врзе со веќе вашиот постоечки компјутер, лаптоп, десктоп или било што. Од друга страна пак, мониторите кај нив, на сите на нив имаат и место да може да се монтираат на ѕид. Со тоа што кога ќе се монтираат на ѕид, на држач или пак на маса, ви даваат друга димензија да може да ги гледате мониторите. Ви даваат една димензија каде што бирото пред вас е чисто, имате повеќе простор за маневрирање, а од друга страна имате и по-голема или по-мала слика зависно од вашите потреби. Така што, како што кажавме, покрај основни информации, херцажа, големина на екран, резолуција, треба да видиме какви порти може да поддржува, со што може да се поврзе и на каков начин се врзува. Може би има и USB порти, па да не мора да се тегнеме до компјутерот доле да закачиме на USB, можеме само на него да закачиме, например. И секако, може би нешто од поважните сегменти, што би било кај еден монитор, а тоа е неговата боја, неговата слика. Ако вас ви се допаѓа сликата која што има, не е битно дали е LCD, дали е VA, дали е OLED, дали е QLED. Битно е на вас да ви се допаѓа, но секако може да дојдете кај нас и да пробате и ваше демо, например да приклучите ваш компјутер и да пробате сликата спрема вас која што ќе ви одговара, да го пробате индивидуално тој монитор и да кажете да, овој монитор е за мене. Одлично сработена работа, му благодариме на Едо за сите оние детали кои што треба да ги знаеме за денешните монитори. А сите иновации кои беа меѓу најинтересните на социјалните мрежи ги гледаме во следните минути. И овој пат миксот ни го подготви тимот на сајтот digitv.mk, па време да ги видиме пред рекламите во DigiPlus.
Еве не назад по рекламите во новото издание на единствената емисија за дигитални вести и иновации во Македонија. Како и секој издание, на крајот посветуваме време за геймингот, а се трудиме да ви презентираме и нова игра, која верувам и вам ќе ви биде интересна. Љубителите на симулации добиваат нов предизвик. Играта InZoi ветува ултимативно искуство со управување на виртуелни ликови и животи. Играта нуди импресивна графика и детални интеракции со околината, за авантура каква што досега не сте виделе. Од создавање на карактери до менаџирање на нивното секојдневие. InZoi отвара цел нов свет. Погледнете што не очекува во оваа реалистична симулација. Have you ever imagined your dream life? We all have, but living that desired life in reality is a different story. If you could become a god and do anything you wanted, what choices would you make? If you've ever entertained fantastical thoughts like these, we want to introduce to you a world where you can create your dream life. Welcome to InZoi. Симулацијските игри од секогаш имале посебно место кај геймерите, но ретко кога една игра пред своето официјално излегување успева да направи глобален бум. Токму тоа се случи со InZoi, најновата животна симулација од Јужна Кореја, која веќе создаде вистинска еуфорија меѓу љубителите на жанрот. Со огромно внимание од заедницата на Steam, InZoi постави нов рекорд по бројот на играчи која додадоа играта на својата листа за желби. На 240.000 геймери со нетрпение го очекуваат моментот кога играта ќе биде достапна, надминувајќи ги сите рекорди. Од она што досега е познато, InZoi ќе понуди револуционерно искуство во светот на симулациите. Играта ќе биде достапна во Early Access верзија за цена од 40 евра, а веќе првично ветува богато доживување, од креирање на уникатни ликови и уредување на собствен дом, до истражување на живописен виртуелен град и интеракција со други NPC ликови и играчи. Но она што навистина издвојува InZoi е користењето на напредна генеративна AI технологија и импресивната реалистична графика, која носи досега невидено ниво на деталност за симулацијски игри. Играта им овозможува на корисниците да фотографираат предмети од реалниот живот и да ги импортираат како 3D модели во својата виртуелна околина. Дополнително, со користење на AI, играчите ќе можат да снимаат собствени движења или движења на пријатели, кои потоа ќе се трансформираат во анимации за нивните аватари во иднина. Оваа функција не само што додава лично доживување во играта, туку отвара врати кон нов начин на креативно изразување во дигиталниот свет. Судено според реакциите на заедницата и предвидувањата на експертите, InZoi има потенцијал да стане една од најуспешните симулацијски игри на деценијата. Со комбинација од иновација, креативна слобода и висококвалитетна визуелна презентација, играта ветува дека ќе ги освои и најприбирливите геймери. Дополнително фактот што потекнува од Јужна Кореја, земја која веќе има глобално признание за своите технолошки иновации и културно влијание меѓу музиката, филмовите и игрите, и дава уште поголема привлечност на играта. Очекувањата се големи, а дали InZoi ќе успее да ги исполни или дури да ги надмине, останува да видиме по незината официјално излегување. Едно е сигурно, геймерскиот свет го одбројува секој ден до премиерата.
Изгледа на вистина неверојатно и дефинитивно со нетрпение очекувам и јас да ја симнам и да пробам да ја играм оваа игра. Да, ова беше се што ви подготвивме во ова издание на Digi Plus. Се оно што сте пропуштиле го имате на социјалните мрежи како DigiTV.mk, ќе не најдете на сите, а само да потенцираме дека сите досегашни изданија, па и оваа емисија веќе можете да ги гледате на нашиот YouTube канал digitv.mk. Нормално дека треба да не посетувате на нашиот сајт и таму да ги дознавате сите новитети во меѓувреме до следната емисија digitv.mk. А следната емисија во недела во 13 повторно на Телма. Се гледаме тогаш. Чао!